и ВМРО-ДПМН е недоволен избор, судбина или ВМРО-ДПМН или СДСМ е отприлика некако чудна или тешка или лоша судбина и затоа сакаме на политичката сцена да се профилираме со своји проекти, со своји визии, со своје мислење токму за развојот на Република Македонија и како тоа ние како политичка партија гледаме развојот на Република Македонија во поедини сегменти. Јас со гордост можам да кажам дека нашата политичка партија се разликува по многу нешто од другите политички партии. Прво, оваа партија е мултиетничка партија. Сметаме дека мултиетничкиот карактер на Република Македонија има своји големи предности. Јазичната култура што имаме различна во Република Македонија, тоа може да ни биде предност во трговските, во економските врски со соседите и со обкружувањето. Гром смета дека без етничка стабилност нема политичка стабилност, без политичка стабилност нема безбедностна стабилност, а без овие стабилности нема економски просперитет на Република Македонија. Вие и сами знаете, не треба јас да ви кажам, дека во безбедносно нестабилна држава, каде што е обтоварена со етнички конфликти, во таа држава избегнуваат и инвеститорите, а ние мора се да правиме за да земјата биде во тој дел стабилна. Вие гледате дека и за влез во Европската Унија ви бараат прво да си ги решите домашните проблеми, да си ги решите проблемите со соседите, зашто таму не им требате со кавги да им одите. Ако на гости кој ќе викнете вие некого, ви требали, му викате, бе, дома решете си ги проблемите, нема кавгите што си ги имаат дома да ви ги донесат на вас на гости. Нормално и во овие меѓународни асоцијации во кои што ние шануваме, секако ни треба да бидеме држава стабилна. И ние сметаме дека за етничките прашања е добро да се разговара и во рамките на една политичка партија. Во Гром има и македонци, и албанци, и турци, и роми, и власти, и црногорци, и срби, и хрвати, бошњаци, значи од различни етнички состав. И во високото раководство имаме исто така наши луѓе кои што се од етничките заедници. Следната работа што е спомна Панчо, ова е единствена партија која што јасно и гласно вели, ние сме за дескопјанизација на Република Македонија. Ние сметаме дека живот има секаде и живот треба да има секаде во Република Македонија. Дека ваквата политика како што досега ја водиме, тоа значи дека не само што ќе имаме пусти села, како што досега ги имаме, туку ќе имаме и пусти градови. Знаете ли колку жители има Пекчево? Колку жители има Делчево? Значи, тоа се мали градови кои што веќе полека за некои 15-20 години ќе исчезнуваат и од картата во Македонија и ние сметаме дека сите делови на Македонија треба да имаат барем приближно инфраструктурни услови здравствени, образовни, за култура, за спорт, за водење на бизнис, вработување и така натаму, и дека сосема е погрешен концептот во кој што тешки милиони евра се истовараат во централното градско подрачје на Скопје. Јас сум градоначалник од Скопје, бев потенцијален кандидат за градоначалник на Скопје, но искрено и од душа кажувам дека тоа не е добро и не е носи на Република Македонија добро, ги опустошуваме другите делови од Македонија, но во исто време од Скопје создаваме еден монструм кој што не може да одговори на потребите кои што ги имат сите граѓани кои се доаѓаат во главниот град. И тоа е дополнително оптеретување за тие граѓани заради нерешеното стамбено прашање кое што е најтешкиот и горливиот проблем. Тие ги напуштаат своите домови и доаѓаат во Скопје да бидат кираджи. Следната битна работа, која што Гром се разликува од другите партии. Ние сметаме дека повеќе пари треба да има за граѓаните и за предпријатијата, а помалку за владата. Вкупниот бруто општествен производ, кој што сите ние го создаваме, 7,4 милиарди. А само владата Никола Груевски трошат 3 милиарди евра, 2 милиарди 960 милиони. 2006 буџетот беше милиарда 720. Значи тоа се милиарда и 200 повеќе, ама не се само милиарда и 200, помножите ги по 8 години, ќе видите колку се само многу пари. Тоа е огромна сума на пари која што повеќе испумпана од стопанството и од граѓаните, и потоа се чудиме зашто има ваква безпарица, зашто има таква неликвидност на стопанството, зашто ни се затвараат микро, мали и средни предпријатија, зашто гледаме по дуќаните отвори затвори и зашто е таква безпарица во цела Република Македонија. Резултатот е тоа што се испумпани толку големи средства од граѓанството и од предпријатијата. Ние сметаме дека буџетските расходи мора да се намалат,
со цел да се овозможи предпријатијата да здивнат, за да обезбедат проста репродукција, треба да се релаксира монетарно-кредитната политика, треба да обезбедиме полесна достапност на овие мали и средни предпријатија до квалитетни банкарски средства, за да може да обезбедат и проширена репродукција, за да може да отвараат нови работни места. Гром смет дека ако е заер, доста беше споменати. Доста беше нестопански инвестиции. Се препира со тие нестопански инвестиции. Ние имаме вистински пример во нашата држава на лесно заработување на пари. Владата заработува на многу лесен начин пари. А тоа е со блокади на сметки, со законски решенија, со казни, со притвори и така натаму. И секоја влада така ги заработува парите. И имаме уште по-вистински пример на така лесно заработените пари, лесно како се трошат во вакви нестопански инвестиции. Ете, затоа ние сметаме дека повеќе пари треба да стануваат и предпријатијата и кај граѓаните, зашто предпријатијата и граѓаните имаат по-природни канали за инвестирање на тие пари, за нивно оплодување и за создавање на нови вредности. Гром е партија која што смета дека треба максимално да се подржуваат малите и средните предпријатија. Зошто? Веќе нема предпријатија кои што вработуваат 2000, 5000, 8000, 10.000, 12.000, како што беше Скопска железара. Такви предпријатија веќе не постојат. Целиот развој, целата абсорбциона моќ на работната сила веќе е сконцентрирана во микро, малите и средните предпријатија. Ако ние вака ги опкретуваме, ако ние вака ги казнуваме, ако не им создаваме услови и поддршка во делот на банкарскиот сектор, ако не отвараме нови пазари за нив, како ние мислиме тие да бидат носители натаму на развојот? И ако ги уништиме и овие предпријатија, тоа значи дека практично е невозможен развојот на Република Македонија. И затоа сметаме дека малите и средните предпријатија се многу битни. Треба да ги не да ги приколовиме, 70% да ги намалиме казните, да го лесниме нивното работење и што се вели да ги чуваме тие предпријатија, затоа што тие кои што треба да преземат ризик, да стават хипотеки, да се борат со конкуренцијата, да освојуваат нови пазари, а ако сакаме да имаме развој. Гром е партија која што смета дека погрешна е насоката која што ја прави владата на граѓаните, да сметаат дека само владата е таа која што работи. Само Груевски работи. Гром е партија која што мисли дека граѓаните треба да работат, народот треба да работи. А не да гледаме дека толку ни е вреден премиерот и дека тој многу работи. Битно ни е младите луѓе дали работи. И дека таа насока во која што не тераат да единствена надош ни биде само јавната, државната администрација, сосема погрешна. Зашто државната администрација има ограничени капацитети. Се знае до каде може да се оди во незиното ширење. И дека овој концепт кој што сега ни се продава, тој е концептот на Тодор Живкова Бугарија. Всичките да взимаме по 120 јава и да бидеме среќни. Тоа не е добар концепт. Насоката и подршката на граѓанството, она што треба да даваме прогресија, тоа е кон приватниот сектор. Приватниот сектор има неограничени можности за развој. Неограничена абсорбциона моќ. Ова е скроз погрешно што ја водиме ние денешната политика и вака ќе упропастиме целата држава. И затоа сметаме дека треба да престанеме и се тргнеме да ги дигнеме расите од предпријатијата, да ги оставиме слободно да работат, да ги намалиме касните, да им олесниме работењето за да може да отвараат нови работни места. Гром е партија која што смета дека нашето здравство, како сме тргнале, го разнебитуваме јавното здравство. Ние го развиваме приватното здравство, но на грбот на јавното здравство. Од него црпеме кадри. Јас се прашувам за 7-8 години од каде ќе црпеме кадри? Дали сте свесни, почитувани пријатели, дека за 5 години ќе нема кој да не закрпи на клиничкиот центар? Дека за неколку години ќе се случи да немаме кадри квалитетни, ќе почнеме да везуваме од Кина, од Тајланд, од не знам, Филипини и така натаму, како што прават, не знам, арапскиот свет. Зарем тоа треба да го дозволи Република Македонија? Се поставува прашање кој ќе ги едуцира кадрите на клиничкиот центар, ако вака го разнебитуваме јавното здравство. Ако од јавното здравство постојано префрламе во приватното, а ова го оставаме на маргините и сосема е погрешна концепцијата да тврдиме дека здравството е апаратите што сме ги купиле и лабораториите. Здравството се докторите.
Ако ние немаме квалитетни доктори, ако ние немаме задоволни доктори, како ние мислиме да се развива тој сектор? Ако ние рушиме довербата меѓу докторот и пациентот, ако докторите ги сметаме за хоштаплери, како ние мислиме тој граѓанин кој е болен да има доверба во докторот дека ќе го излечи? И мислам дека многу во изминатиот временски период се направи во насока на разнебитување на здравството и на тој сектор, и таа доверба мораме да ја вратиме назад, мора да ги подобриме материјалните услови за работа на докторскиот и на останатиот персонал во делот на здравството, затоа што така како што оди работата, очигледно дека не оди на добро. И да знаете, само каде што ќе се искомплицираат случаите, пациентите во приватниот сектор сите ги препраќаат на клиничкиот центар, само да се решават како врвна здравствена установа. Меѓутоа, ако тоа го нема, се прашуваме каде тоа ќе оди. Овој систем по кој што ние сме тргнале, тоа е америчкиот систем, во кој што вие денеска ќе имате капитал од 5-6 милиона долари, не дај Боже, близо член од семејството ќе ви се разболи, за кратко време останувате без денар пари и останувате на просијачки стап. Ние таков систем на здравство не сакаме. Ние сепак влечеме корени од еден друг систем кој што ги покрива трошоците за здравствено осигурување на граѓаните на Република Македонија. Следно за нас битно подрачје секако е образованието. Тоа е темел на едно општество. Наше мислење дека образованието има во Македонија има слаба употребна вредност. Веројатно ќе се слушате со мене. Слаба употребна вредност зашто нашето образование не произведува кадри за стопанството. Затоа што нашето образование е премногу теоретско образование, со мала практична примена на дека учениците се оптеретени премногу со теоретска настава, која што очигледно нема доволно ефекти, дека е префаворизирано високото образование на сметка на предучилишното, основното образование и средното образование. Сметаме дека ни требаат специализирани основни училишта каде ќе се произведуваат готови кадри за потребите на стопанството. Дека ова сега што се прави, дека тоа сосема погрешен концепт и дека концептот сите 98% додатна факултети е апсолутно погрешна однос во делот на образованието и тоа секако дека ќе има далекосежни последици. Затоа сметаме дека во тој дел треба и текако да скратиме градивата, да скратиме дел од наставата, да овозможиме поголема практична примена на таа настава, за да може да имаме кадри такви како што треба. И даваме пример. Неодамна слушнавте дека од следната година матурски искат задолжителен ќе биде математика. И како одам на филозофски факултет, зошто треба да полага матурски испит математика? Само за да им се загорче животот на ученици, да им се отежне матурирањето. Само еве ви еден еклатантен пример како ние несоодветно се однесуваме во делот на образованието. Следен за нас битен дел, како што спомнаа колегите, е земјоделието. Ние сметаме дека од бува лој не може да се вади. Во земјоделието се мали профити. Дека данокот на доход од земјоделие треба да го кинеме. Водениот надомес треба да го кинеме, треба да се добива по хектар. И тие предпријатија цел живот ни се со огромни загуби и тоа треба дека таа агонија да ја прекинеме. Но сметаме дека единствена политика во земјоделието не може да биде субвенциите и стимулациите. Ни треба да ги има. И повеќе, но треба да ги взимат вистинските земјоделци. Секоја година се тврди, нели владата на СДСМ не давала само 5 милиона евра, така ли било годишно, а сега дава 140 милиона. Па помножите по 8 години ќе добиете скоро 1,3 милиарда. Знаете ли колку значи тоа пари за земјоделците на Македонија? Ја ви гарантирам, со тие пари секој земјоделец треба да има најмалку голф да вози, да има двосомен стан во Скопје и да има супер модерен трактор. А дали така живеат земјоделците? Тоа се огромни парични средства, кои што или не се толку дадени, или се дадени во погрешни раце. Знаете ли дека имаме 43% помалку свињи во државата? 17% помалку крави, 40% се извина помалку кози, 13% помалку свињи, не знам кокошки помалку нас. Каде отидоа средствата што ги издвоивме ние токму за поддршка на земјоделието? Ако 2006 година учеството на земјоделието во GDP-то беше 11,3%, а сега е 9,4%, како тоа ние толку многу пари потрошивме, а учеството на земјоделието во бруто штетениот производ не се зголемува. Ние сметаме дека
мора да се вложува во инфраструктура во земјоделие. Недозволиво е во 21. век 80% од земјоделските површини да бидат надвор од водените системи, да зависат само од Господ. Тоа значи имаме екстензивно земјоделие. Дека таму мора да вложуваме во мелиоративни системи, во нови брани, значи во обезбедување од тие услови во делот на земјоделието. Мора да се окрупнуваат парцелите, мора да има зелена нафта за земјоделците, мора се намалуваат даноците во делот на пестицидите, ѓубривата, семенскиот материјал и така натаму, со цел да се намалат цените по единица производ. Ние како граѓани кои што не сме земјоделци да јадеме поевтини земјоделски производи, земјоделците да имаат повеќе профит, но во исто време и да бидеме по-конкурентни на европскиот и на светскиот пазар. Ова сега што го имаме, нити се земјоделците задоволни, нити ние имаме јадеме ефтини производи, нити сме конкурентни на светскиот пазар, што значи нешто не валја од држави дански. Така или не е така? Почитувани пријатели, за нас битен сегмент е и спортот. Господин Здравевски спомна. Не може спортот да биде колку спортски сали сме удрили камен тунелници, колку ленти сме пресекли. Спортот е спортисти. Со оние салите од комунизмот ние имавме олимписки победници. Имавме светски прваци. Имавме освојувачи на европски медали. А што ни сега што имаме? Сега се радуваме на 5-то освоено место. Кој во светот брои 5-то место? Сите вие знаете кој е светски шампион во тешка категорија во ВБА верзија, така ли е? Кличко. А кој е пети, знаете? Кој го брои петиот? Само ние македонци. Не е ли срамота човек од 20 години со вајлд карта одиме на Олимпијада? И ние се фалиме колку ние сме вложиле во спортот. Дали сме свесни со 5-6 милиона евра годишно да издвоиме за спортот и за спортистите, какви резултати ќе имаме? Ке дојдеме, не ни треба ни вајлд карта, ни било што. Спортот се спортистите. Ако нив ги обезбедиме, ако нив им обезбедиме квалитетни услови за работа, ако обезбедиме минимум стандарди за спортистите, особено од првата и во втората лига, ќе видите какви резултати имаме. Ако го потикнеме спортот во локалната самоуправа, оној масовниот спорт во делот на училиштата, во средните училишта, ќе видите како ќе крене спортот напред. И јас ви гарантирам дека не постои политичар што може да афирмира државата како што може еден спортист, како што може еден Новак Џокович да афирмира Србија. И се ние што ќе земеме од текстилот, тие 500 милиони долара или евра што ги зимаме, србите се извоз на 3-4 фудбалера и 2 кошаркара толку пари зимат годишно. Значи, тие се квалитетни средства што влегуваат по државата, токму од извоз на спортисти. И мислам дека тој дел ние треба да го подржуваме. Нема поголема афирмација за една држава што ќе ја направи еден спортист, еден уметник, еден писател, еден пејач, оперски или не знам, еден музичар и така натаму, еден научник, а ние во тој дел тотално сме каркирани. И мислам дека тие индивидуални вредности ние не сакаме да ги поддржиме, а големи пари трошиме за разноразни работи во оваа држава. И токму ова е партија која што смета токму граѓанинот, индивидуата, тој што е спремен да се вложи себе, да ризикува, кој што е подготвен и кој што сака да остварува резултати, државата мора да го потикнува и да го поддржува. Ние таквите во нашата општина ги потикнуваме. Талентираните ученици секоја година добиваат стипендии. Талентираните спортисти добиваат стипендии. Имаме училишна лига во фудбал, во кошарка, во одбојка, во пинг-понг и во шах. Награди има. Секој наставник добива една плата плюс за тоа што ги водел бесплатно и така натаму. Нема спортист кој што се одлучил негде во светот да настапува, а општина Картош да не го поддржува. Игор Илиевски го преплива Ламанш и обезбеди своја стипендија доживотна 400 евра со спонзорство од 5000 евра од општина Картош. Да се мислите, големи се пари 5000 евра, која среќа на тој човек прво. Личното чувство дека го препливал Ламанш и еден меѓу четирите македонци го препливал Ламанш и во исто време си го безбедил животот со тие 420 евра. Младо момче, не знам, на 19 години на Мон Блан да се качи, не знам, на Олимпијада за хендикепирани кои учествували така натаму. Се се тоа задоволство кои што им се дозволува на спортистите и кои што ние треба да ги потикнуваме. Поштовани пријатели, има исто така една многу битна област која што нашата влада тотално ја заборавува. Тоа е енергетскиот сектор. Како мисли Република Македонија да се развива ако биде вака енергетски зависна?
100% сме увозници на нафта, 100% увозници на газ. Кога јас бев министер, увозот на електрична енергија беше 60 милиона евра, сега е преку 700 милиони евра. Како ние мислиме да се развиваме ако сме вака енергетски зависни? Тоа значи осцилациите на цената на електричната енергија на светскиот пазар директно да влие врз нашите трошоци на живот и директно да влие врз цената на нашите производи и секое поместување нагоре, тоа значи нашите производи да стануваат неконкурентни, да се губат пазари, да се затварат работни места. Одговорна влада мора да инвестира во изграда на енергетски објекти. Мора да се инвестира во алтернативни извори на енергија, во обновливи извори на енергија. Мора да се потикнува енергетската ефикасност, да се штеди енергија. Впрочем, ние имаме обврска со потпишувањето на тој протокол 20-20-20. Што значи? До 2020 година 20% да намалиме емисија на гасови во атмосферата, 20% да заштедиме енергија и 20% да уведеме обновливи извори на енергија. Ние сметаме дека во тој енергетски дел апсолутно работата ја оплескавме. Еве сега слушате да новиме дека се распишува уште еден тендер 10 поред за хидроелектраната Шебрен. Тоа е систем Шебрен и Галиште. И ја ви гарантирам дека пак ќе пропадне. Зошто? А кој е тој што ќе земе под концесија да гради хидроелектрана, која што во најдобар услов треба да се гради 15 години? Зисте, ќе земеш и ти ќе умреш, а ќе му оставиш на син ти брана во изградба. И ние 10 години, 8 години драгоцени изгубивме, место да се почнеше владата, место што троши на нестопански инвестиции, да почне патот да го гради до браната, оптичниот канал, одводната инка, да се почне селото на браната да се гради. Таа брана треба над 15 години да се гради. Кога ќе дојдеме до машинскиот дел, тогаш може или акционерско друштво да се распише со акционерски капитал, или да се земе кредит и така натаму, али Шебрен ќе биде втора по големина брана во Европа. Шебрен треба да ги пегла екстремите на целиот Балкан. Што значи, ако Романија има испод во енергетскиот систем, Шебрен веднаш се вклучува во систем, бидејќи ќе произведува 250 мегавати, а таа електрична енергија е многу скапа, вршна струја. И ние во еден таков капитален проект, кој што многу ќе значи за нашите идни генерации, ние не сме подготвени никогаш таков капитален објект да направиме или да започнеме или да им оставиме на нашите деца, туку све гледаме, ако може денеска нешто да почнеме, после година дена да му пресечеме панделка, да се знае дека ние сме го почнали и ние сме го завршили. Какви крупни објекти нам ни требаат? Брод неотино прашање дали има за 17-18 години уште јави. 80% од енергијата ние добиваме од рек Битола. Што ќе правиме после? И без таква енергетска стратегија, ние теоретска шанса немаме натаму за развој. Што значи дека водење на политика по системот купи ден продај апсолутно не е добро. Следното за нас прашање, битно, тоа е планетата, Земјата. Гледате, тајфуните ни дојдоа до Хрватска, до Сицилија. Луѓе гинат. Свесни ли сме што ќе се случи со човештвото во наредните 50-80 години? Гледате ли што се случува со глобалното затоплување? Ако сме одговорна партија во тој дел, мораме многу да сториме. Токму во зачувување на планетата. А тоа значи, пазите што се случи во Македонија. Треба да изградиме 7 регионални депонии за управување со тврстиот отпад. Тие регионални депонии ги направија како да се свемирски станици. Една регионална депонија чини од 4 до 6 милиона евра. Ние немаме ни една. Ако ги направиме со 30 милиона евра, тоа значи го затвараме тоа поглавје и Македонија ги исполнила стандардите европски токму во тој дел. Дали сме свесни што ќе се случи на Македонија ако не накодаши некој во Брисел дека во Струмичко имаме 543 диви депонии. Еден патлиџан ван Сегеди нема да излезе. И ние во тој дел апсолутно ништо не вложуваме. Да не кажам со пречистителни станици и се она што е потребно. И затоа сметаме дека сите научни, стручни, економски, политички потенцијали треба да се обединат токму околу одбрана на планетата Земја, ако сакаме да им обезбедиме здрави услови, сигурни услови на идните поколенија што ги имаме во нашата држава. Почитувани пријатели, сакам да ви кажам дека ние како политичка партија не се формиравме со намера некому да помогнеме да остане на власт или некому пак да му одмогнеме да дојде на власт.
Јас ви кажав и претходно дека нашата цел беше само да се надпреваруваме и да станеме политички конкуренти, не политички непријатели. Не може ВМРО-ДПМН да очекува дека му ја зема мерката на СДСМ, а му најде трикот како да си го победил и само да си го победил. Но во исто време СДСМ не може да мисли дека народот конечно ќе се умори од гласање и поддршка на ВМРО-ДПМН и еднаш барем него ќе му ја даде поддршка. Ево им го гром. Од сега мораме да се надпреваруваме токму по она кои се нашите визии за развој на Република Македонија, за развојот на оваа наша мала државичка. Дека принципот по кој што тие одат во плукање во далечина, очигледно тој е недоволен за граѓаните на Република Македонија. И повторно се путка граѓаните во една насока, а тоа е да излезат на избори да гласат против нешто, а не за нешто. Ние сакаме да ја дадеме понудата, ја спремаме нашата програма и сметаме дека и како ќе има што да се каже во таа наша програма и бараме од граѓаните да гласат за, а не да гласат против, како тоа што се случува досега на изборите. Впрочем, проектот Карпош да го пренесеме во многу делови во Република Македонија. На овие избори ние ја порудивме визијата за Карпош. Како ние ја гледаме нашата општина, како таа треба да се развива, во кои сегменти, токму во што зборевме, енергетскиот, во делот на екологија, во делот на инфраструктура, во делот на образование и така натаму. И за тие визии ние ја добивме поддршката на граѓаните во нашата општина. Морам да ви кажам дека многу мина ке речат Стефче Кимовски беше министр. Да, беше министр. 14 месеци како министр за економија и 17 месеци министр за труд и социјална политика. Денес ќе има министри кои се по 8 години више министри. Но како министр сакам да знаете дека во владата не се гласа. Значи министрите на седница на влада не гласаат. Само премиерот заклучува. И како ќе заклучи премиерот, тоа е ставот на владата. Зошто ви го кажувам ова? Имам работа со кои што ја не сум се согласувал. И не сум имал такво мислење. И моите понуди биле сосема други. Но во владата мораш да бидеш колективен играч. Само каде што јас сум одлучувал, е фирмата што сум ја водел. Најголемата штедилница во Македонија можности, јас сум бил 14 години претседател на управен одбор. Од основање до создавање на најголемата штедилница во Македонија. Општина Карпош. Секаде каде што јас сум одлучувал, секаде имал успехи и резултати. И тие биле евидентни и признати не само тука кај нас во земјата, тука надвор од Република Македонија. Ето затоа ви кажувам, ја формираме ова наша политичка партија, за да им кажеме дека размислуваме на подруг начин, работиме на подруг начин, сакаме да им дадеме шанса на младите луѓе, сакаме некои работи да ги подизмениме во работата на владата, сакаме некои работи да додадеме нови, да дадеме своја свежина, но во исто време некои работи да ги запреме кои што сметаме дека се негативни за развојот на Република Македонија и само на таков начин мислиме дека ќе постигнеме подобри резултати. А јас сум длабоко убеден и верувам во нашите капацитетот на кадрите кои што ги одбравме како партија, но во исто време во капацитетот на многу млади луѓе кои што ни се приклучуваат, како што ги гледаме и вечерва овде, кои што бараат своја афирмација, кои што се желни и подготвени не само за своја афирмација, туку да дадат нешто за она што значи општо добро. А јас сум длабоко убеден дека ние како граѓани во овој временски период малку се трудиме да направиме за општото добро, туку пред се го ставаме во прв план личното. Јас искрен да видам. Ова партија не ја правам за мене. Јас имам власт, таа власт се вика општина Карпош, таа е голема општина, престижна општина и јас навистина сум задоволен и од постигнатото и она што го работиме во соработката со нашите граѓани. Ова партија ја правиме за сите вас, за да дадеме шанса за младите луѓе за нивна афирмација и за да дадеме, да создадеме услови за подобра Република Македонија и да знаат дека има луѓе кои што размислуваат и со своја глава, но во исто време се подготвени да дадат поголем придонос за развојот на Република Македонија. Ето такви луѓе е составена нашата партија, сакам да си помагаме, сакам тамо каде што можеме на луѓето
да им завршиме некоја работа, да им завршиме. Сакам да имаме честни намери во партијата, ќе членуваат разни луѓе, сите луѓе може да членуваат. И затворениците во Идризово гласат, така ли е? Значи, секакви. Меѓутоа, во оваа партија ќе членуваат и луѓе кои што доаѓаат од различни политички партии, и луѓе кои што никогаш не се бавеле со политика. Но оние што треба да ја водат партијата, тоа треба да бидат луѓе кои што најмногу значат во својата средина, кои што најмногу значат со позитивна енергија и кои што ќе бидат подготвени да програмата на Гром ја приближат до граѓаните. И ако ние како политичка партија бидеме подготвени да ги сослушаме и да го слушнеме мислењето и на тој што проси, и на тој што е невработен, и тој што е академик, и тој што е професор, доктор, градежен работник и така натаму, само така ќе бидеме партија блиска до граѓаните и само така ќе живееме со проблемите на граѓаните и ќе можеме да ги преточиме во една квалитетна изборна програма која што веќе ја подготвуваме. И ако бидеме така партија блиско до граѓаните, јас сум длабоко убеден дека резултатите на изборите нема да изостанат. Ако ви кажам дека правиме политичка партија за да бидеме опозиција, ја мислам дека никој нема да слуша, така ли? Јасно и гласно кажуваме дека правиме политичка партија и сакаме да бидеме дел од власт. Сакаме ова политичка партија да биде парламентарна партија. Со кого? Со оној што ќе освои најмногу гласови. Значи, се коалицира со оној што ќе освои најмногу гласови. Ако ни дадат доверба граѓаните, ако тоа ние биедеме ние, тогаш ние ќе ги бираме коалиционите партнери. А ако сака некој да седи во опозиција, тогаш има партија која што ужива да биде опозиција, само може да биде членови. Со нас ги повикуваме сите оние кои што сакат да постигнуваат резултати, да победуваат, и јас сум длабоко убеден дека на овие парламентарни избори Гром ќе биде партија која што ќе биде парламентарна и ќе има учество на власт. Ние бараме да одиме на избори. Не можам да ги разберам партиите кои што бегаат од избори и не можам да разберам како мислат да дојдат на власт ако ги избегнуваат изборите. Ние вечерва ја формиравме нашата 23-та, господјата или госпогицата погреши не 12, 23 општински организации. Планираме до 20 веќе да имаме негде 37-8 и отприлика ова година да завршиме со 40 на општински организации, да ги развиеме местните организации, организациите на млади, на жени, и сметам дека за април месец ќе бидеме подготвени како партија за избори. Тоа што имаме малку време е и лошо, но од друга страна е и добро, али вистинската сила на Гром ви гарантирам дека ќе се почувствува 2017 на локалните избори. Уште еднаш ви благодарам на вашето внимание. И еднаш ви се извинувам за доснењето. Благодарам. Прашање, ти извинувам, прашање има.